Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, господинот Владо Димовски од Центар за толеранција и доживотно учење. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов и поздрав до гледачите. Зборуваме, господине Димовски, за вашите проекти на кои што работите. Еден од нив е превенција од врсничко насилство. Нешто што е доста важно во поглед на психофизичкиот аспект и на учениците, но и на нивниот понатамошен социјален развој, но нешто за што не се зборува толку често и толку многу, нешто за што некако мислиме дека е секојдневие, дека е нормално, но всушност дали е така? Еве како е еден вовед да ни кажете за проектот, за целите и генерално за врсничкото насилство. Па добро, ние на оваа тема работиме веќе 4 години како центар со професионални тренери кои се обучени токму за превенција од врсничкото насилство, екстремизмот и така натаму. И работиме во повеќе училишта низ Македонија. Претежно ги опфаќаме Кумановскиот, Скопскиот, Тетовскиот, Гостиварскиот регион, Струга и така натаму. И она што е забележливо во почетокот на самите активности, мада ние тие активности ги работиме долги години во делот на толеранцијата со училиштата, со основните средните училишта. Ова беше наменето стриктно за врсничкото насилство. Се покажа според нашите истражувања дека многу битна е превенцијата од врсничкото насилство. Превенцијата кај учениците, но низ работата утврдивме дека многу поголема превенција треба да се работи со родителите на учениците. Нашата екипа од тренери... Тоа е интересен пристап. Нашата екипа од тренери работи повеќе во основните отколку во средните училишта. Бејќи во средните училишта сметаме дека малце се повозрастни и така натаму, дека веќе се доближуваат кон полнолетството и така натаму, малце подруги им се размислувањата и затоа се определивме во почетокот да работиме со учениците од 8 и 9 одделение, оние кои се веќе на прагот на средното образование. Низ самата работа се утврди дека децата онај порив на адреналин што го добиваат, така натаму го добиваат од дома, па го пренесуваат во училиштата. И токму заради тоа определивме и групи на родители и наставници и стручни соработници во училиштата и со нив работевме. Во досегашниот период некаде имаме работено со над 500 деца во помали и поголеми групи во различни училишта, со над 140 родители, наставници, стручни соработници. Така да можам слободно да кажам дека ние постигнуваме успеси на тоа поле. Во било кое училиште каде што ние сме работеле, такви појави нема. Инцидентно сме работеле во некои училишта, онаму каде што се појавуваа такви инцидентни, дали тоа биле вербални, да речеме, дали тоа биле преку детска игра, некои да се направат децата важни после случувањата во Србија, која беа поготово она што се случи во Рибникар. Такви... И во Македонија имаше такви појави. Не како закани, туку повеќе као ова не е ништо, ние можеме да направиме уште повеќе и така натаму и така натаму. И тука ние се впуштивме во училишта да работиме онаму каде што побара од нас, да речеме, општините или одредени директори на училишта, знаејќи дека ние работиме на превенција од врсничкото насилство. И работевме во неколку училишта каде што тоа се појави, не би сакал се да ги именувам училиштата, нели? Но таму постигнавме многу големи успеси. И со самото работење наше, секоја година во летниот период и во зимскиот период ние работиме на одредени летни и зимски кампови, каде што ги спојуваме сите училишта, ако се 5, ако се 6 и така натаму, ги спојуваме и заедно на еден
камп некаде на брегот на Охридското езеро или на некој од планините и така натаму, еднонеделни такви кампови, каде што децата од она нивно однесување кога сме почнале да работиме до она однесување кога сме биле на камповите, многу почувствував многу голема разлика. Добро, каква ви е методологијата, например, велите 500 деца сте поминале, кога одите во едно училиште, ги таргетирате децата кои се проблематични или одите на некакви рандом групи каде што генерално ги подучувате децата? Вообичаено селекцијата не ја правиме ние, ја прават наставниците и стручните соработници во училиштата, имајќи во предвид дека тие постојано работат со нив. На часовите, на класните часови, тие ги знаат децата, стручните соработници и така натаму. Ако некаде се појавила одредена одредена закана или некои муабети меѓу децата, така да стручните соработници и наставниците ги селектираа децата во групи од 12, 15, 18 до 20, најповеќе работевме во тие групи. Значи сепак и тие ги селектираат тие условно кажано по-проблематични деца? Да. Но на таквите работилници не се само проблематичните деца, тоа се мешани групи и од повеќе одделенија и така натаму. И знаете што, ако во едно училиште имате 20 проблематични, тоа е веќе аларм. Така да помали групи се на таквите деца, поголеми се групите на другите деца кои заеднички работат, заеднички учат, но се од различни одделенија или класови, па или се знаат или не се знаат, така да тоа спојување на работилниците многу придонесе да тие понатаму другаруваат заеднички. Добро, сега тоа врсничко насилство модерно е да се нарекува булинг, да речеме, тоа е еден од називите. Кажете ми, какви врсти постојат? Што детектиравте вие? Можеме ли некако да ги класифицираме? Булингот е преземен како термин од една работилница, значи има работилница која се вика булинг. И таа работилница се работи во секоја од училиштата. Не само ние, работат таа работилница и стручните соработници во училиштата, психолози, педагози, социјални работници и така натаму. Секоја чест на оние кои навремено започнале со таквите активности во училиштата, поготово во оние училишта ние кај што работевме и работиме се уште. Во моментов работиме во 6 училишта. Во делот на врсничкото насилство и тука се различни работилници. Работилницата од делот на мир, толеранција, ненасилно решавање на конфликти, булингот и така натаму. Повеќе видови на работилници преку игра и преку забава да се дојде до едно зближување помеѓу децата и понатаму да истите тие го практикуваат тоа кога ќе отидат во погорните години. Добро, тука сега кога зборуваме за различни форми на врсничко насилство, значи тоа не е секогаш само, да речеме, физичко насилство. Не, апсолутно. Врсничкото насилство, јас кажав и на почетокот, значи може да се манифестира да е вербално, да е ретко доаѓало до физичко насилство, онаму каде што ние сме работеле. Повеќе е вербално, социјалните мрежи се користат за тоа, се користат разни портали и така натаму. Родителите дури го злоупотребуваат тоа. Јас секој пат зборувам дека нема лоши деца, има лоши родители. Апсолутно. И најповеќе можеби треба да се работи на превенција од врсничкото насилство. Врсничко насилство го карактеризираме кај децата, но насилството, превенцијата од насилството мора да се работи со родителите. Затоа што имаме случаеви, ние имаме минатата година случај во едно од училиштата, каде што имаше пријава за некакви си пишани списоци, закани и така натаму, дека може да се случи ова или она во училиштето, каде што тука се вмешаа родителите. Јас можам да кажам дека менаџментот на училиштето многу брзо реагираше,
се обратија кај нас, па заеднички со нас, со Центарот за социјална работа се работеше со родителите, училиштето формираше као безбедносен штаб заедно со малолетничка деликвенција од Министерството за внатрешни работи и сето тоа се смири во една таква ситуација да децата, тоа се однесуваше на училиште, на средно училиште, каде што имаше закани дека од родителите закани дека нема да ги пуштиме децата на екскурзија ако тоа дете оди или ова дете оди и така натаму. И на крај сето тоа екскурзијата многу убаво помина, прекрасно. Ќе повторам, менаџментот на училиштето одлично се справи со тоа и со наша помош и ден денеска тие деца завршуваат веќе 4-та година и заедно се дружат. Добро, ги спомнувате неколку пати родителите и потенцирате на тоа дека треба да се работи со родителите. Како реагираат тие кога нивните деца се повикани да учествуваат во овие работилници? Дали на некој начин тие тогаш се чувствуваат на некој начин дека тие се повикани како родители на деца кои вршат булинг, па потоа некако интервенираат? Дека тие се искрата на тоа. Дека тие се искрата, да. Знаете што ние пред секоја работилница мораме, мислам таква ни е праксата од многу поодамна, бидејќи се малолетни деца, изготвуваме согласност, која согласност ја подпишуваат родителите за своето дете, да дозволат да учествува на такви работилници, да дозволат да се фотографира, да дозволат да се оди на летни кампови и така натаму. И сме немале проблеми во тој дел со родителите. Апсолутно сме немале проблеми. Ве прашуваат ли некогаш зошто моето дете е повикано, зошто моето дете треба да оди? Дали се интересираат? Не, немало такви прашања. Дури се задоволни ако го таргетирате нивното дете, да речеме да работи во наставните активности. Бидејќи сите овие работи ние ги работиме во наставните активности по завршување на наставата, бидејќи сметаме дека не треба да се нарушува наставниот процес во училиштата. Да, еве сега гледаме тука, имаме во начинот на кој што вие ги вршите овие работилници кои што ми го дадовте, имате овде, велите вака: учениците после овие работилници добиваат одговор на прашање од типот: што е заедничко за оние кои вршат притисок? Во кои ситуации тие со помалку моќ може да вршат притисок врз тие со поголема моќ? Се случили и во вашето секојдневие да има ситуации на вршење притисок? Дали тоа се случува и пошироко на општествено ниво? Понатаму, како се чувствувате вие во оваа ситуација? Како се чувствувате доколку ова реално се случува и така натаму после примери кои им давате? Дали децата учат потоа од ова? Дали излекуваат некаков заклучок кој би требало да биде, барем така претпоставуваме, дека врсничкото насилство е лошо, дека не треба да го прават ниту тие самите, ниту па да дозволат да им се прави на нив. Дали тоа е поентата која треба да презеде на крајот? Мене ме радува фактор што од многу од групите со кои ние работиме се издвојуваат лидери од младите, од учениците од 8 и 9 одделение, кои понатаму се водичи на групите, кои многу брзо ги поимаат работите, дека треба да се работи на превенција, дека насилството не е добро и така натаму и така натаму. И тие се тие кои нас многу голема помош ни се во понатамошната работа. Ние не работиме само една работилница во училиштата. Работиме 4, 5, 10, онолку колку што е потребно, зависно од групата, зависно од тоа како после првите работилници, да речеме, се однесува групата, како се однесуваат надвор од групата тие ученици во консултација со наставниците и со стручните соработници. Токму заради тоа, на почеток на секоја избор на секоја група и на секоја работилница, ние правиме предевалуација со учениците на одредени вакви прашања што и вие ги споменавте, што постојат во текстот. И по завршување на работилниците правиме евалуација. Значи со одредени прашања и така натаму. Така да многу голем напредок има во тој дел. Многу голем напредок.
и доста од училиштата се заинтересирани да продолжиме да работиме во тие училишта и ќе продолжиме, мислам. Без разлика што ние сме опфатиле 1, 2, 3 групи, не работиме ние само со една група, значи различни ученици се работи во одредени училишта. Тоа е побарање на наставниците, да кажам, или на менеджментот на училиштето. Така, со една група работите 4-5 работилници, онда тие бараат да се смени таа група со друга група да се работи, така да се направи една поголема група на обучени ученици, да кажам, кои потоа ќе влијаат во делот на своите соученици, своите другарчиња, поготово оние деца кои се истакнуваат како лидери на одредени групи. Тие веќе понатаму се многу добри соработници со стручните служби во училиштата. Тие значи понатаму би требало да вршат, да речеме, една десеминација на проектот помеѓу своите ученици. Десеминацијата ја вршат секако наставниците и стручните соработници, но многу поголема тежина се дава кога на таквите десеминации ќе имате дел од учениците кои биле на работилниците или ја завршиле обуката. Тие секако нивните соученици подобро ќе ги слушаат нив. Им служат како пример. Им служат како пример, да. Дали овој проект опфаќа и аспект на таа меѓуетничка толеранција или на меѓуетничко насилство, бидејќи тоа е една од карактерните особини на нашето општество, мултиетничкиот живот, и знаеме дека многу често тоа врсничко насилство има и етничка основа, за жал. Дали имате еден некаков посебен аспект за тоа прашање или тоа е инкорпорирано онака? Ние работиме со мешано етнички групи, значи претежно работиме во мешано етнички средини, со мешано етнички групи работиме, работиме и на повеќе јазици, на работилниците. Но дали ставате акцент на меѓуетничкото насилство во обуката? Или не ставате посебен акцент? Немаме потреба да ставаме такво, бидејќи самата група на првата или втората работилница ќе ја почувствувате дали треба или не треба да се стави таков посебен акцент. И досега сме немале такви проблеми во делот на меѓуетничките односи, меѓуетничкото насилство и така натаму. Имаме случаеви каде што нашите тренери решиле одредени да кажам недоразбирања на мирен начин. Раскарани две групи или раскарани две деца и така натаму, земајќи ги во групата да работат понатаму, тие веќе се дружат, па се разговара и со родителите, па и заеднички и родителите ги повикуваме на работилници, така да сметам дека... А мислите ли дека тој пристап е добар или треба можеби да се смени? Значи, да имате посебен акцент на меѓуетничкото насилство. Дали мислите дека има потреба тоа да се Нема потреба, мислам дека нема потреба. Доколку таков сегмент уфрлиме во работилниците, тогаш ќе се карактеризираат како меѓуетнички работилници, па тука ќе дојдат поделбите, ние сме едно, вие сте друго и така натаму. Вака оние работилници што ние ги работиме се општи за сите и сметам дека нема потреба да се задира во таквите работи. Суптилно го таргетирате прашањето, да речеме. Мене ми е жал што политиката е многу навлезена во образованието. Премногу е навлезена во образованието. Политиката се ќарат одредени, сметаат дека политичарите ќарат одредени поени, но мислам дека многу повеќе поени ние ќариме како граѓански организации и поголем авторитет имаме кај децата, дури и кај родителите кои се, отколку што, да речеме, може политиката да влијае во тој дел. Имаме во најново време, ако мислам следите и вие следате и гледачите она што се случува, да се разгорат меѓуетничките односи со делот на химните, на химната. Да. Така да на таквите аспекти не обрнуваме големо внимание. Значи работиме заеднички со сите. Не пробуваме да ги делиме децата по етничка основа. Да. Добро, во поглед на ова уште едно прашање, еве вие работите како невладина организација, се разбира дека соработувате со училиштата, не знам дали соработувате и со министерството, можеби. Да. Соработувате веројатно. Дали мислите дека ова
сепак вашиот проект е добар, сте поминале како што кажавте вие 500 деца, многу училишта, многу наставници, но дали мислите дека би требало сепак да биде уште од поширок размер, дека би требало можеби да биде дел и од некаква стратешка образовна програма на државата, значи ова доста посистематски да се работи на ова прашање? Знаете што, наставниците и стручните соработници во училиштата, стручните соработници онему каде што ги има, нели според законите за основно и средно образование, секој училиште треба да има стручна служба од педагог, психолог, социјален работник, социолог и така натаму и така натаму. Немаме секаде. А ги немаме секаде. Дел од нив има завршено одредени обуки. Дел се школувале низ своето, да речеме, образование и така натаму по овие основи, но сметам дека недостасуваат обуки на ова поле, за да може континуирано да се работи во текот на целата година, не само инцидентно со 5-10 работилници во одредено училиште, па друго училиште и така натаму. Континуирано да се работи на класни часови, да се работи во наставните активности, па она што е, да речеме, во голем дел училишта имаме секции на црвениот крст, имаме секција на литературна секција и така. Се тоа активности кои придонесуваат за зближување и тргање на страна на она што значи насилство или во тој случај нема потреба да се работи од превенција ако таков пристап се даде на. Добро, во поглед на стручната служба тука има две прашања. Едно прашање е зошто нема психолози и педагози и социолози во училиштата, ако знаеме дека имаме доволно дипломиран таков кадар кој веројатно седи во Агенцијата за вработување, некаде чекаат, немаат ли доволно? Немаме. Значи немаме, мислам, стручни кадри од делот на психолози, социјални работници, педагози и така натаму во моментов нема. Значи нема. Тоа е едната работа, втората работа е што многу тешко училиштата доаѓаат до нови вработувања. Заради финансирањето од страна на Министерството и така натаму, односно од страна на Министерството за финансии, од страна на државата, многу тешко доаѓаат до нови вработувања. Дури се појавуваат ситуации во училиштата каде што и ние работиме и каде што комуницираме и по основ на пензионирање, ако си отиде психологот е многу тешко да вие добиете согласност за вработување. И ако ја добиете таа согласност за вработување на стручен соработник, ќе ја добиете на определено време, па знаете определеното време што значи исполитизираност со децентрализација на образованието, тука веќе се вмешуваат партиски кадри, па по партиска линија и така натаму и на крај ќе дојде да не добијат согласност за она што го бараат и да не можат да вработат. Потоа имаме недостатокот на кадри и на Агенцијата за вработување. Ако погледнете во статистиката или во пријавите во Агенцијата за вработување, нема вакви стручни кадри кои не се вработени. Значи се вработуваат во градинките, се вработуваат во центри за социјална работа, се вработуваат во училиштата, веќе имаат компаниите, приватните, поголеми општествено одговорни компании имаат во делот на своите човекови ресурси и такви стручни кадри за работа со нивните вработени. Многу е тешко да се најдат стручни кадри во овој период. А друго прашање во поглед на тие специјализирани служби е нивната стручност, значи или ајде да речеме не само стручност, туку и начинот на работа. Бидејќи знаеме во многу училишта тие не работат суштински со децата, туку повеќе онака само проформа, малку површно го поминуваат. Не, затоа и реков на почетокот и јас додека бев во образование, во училишта, стручните служби се сведува на административни работници.
немајќи администрација училиштата, речеме еден човек имаат као секретар или административец и така натаму, или некој благајник, дури и некои немаат од таа струка вработено такви кадри, психолозите, педагозите, социјалните работници се претвараат во административни, прават списоци, па водат евиденција и така натаму. И со тоа им се одзема вниманието или времето поминато на работа, за да можат да работат стручни работи. Тоа што треба да го работат. Тоа што треба да го работат. Ако училиштето има 4 стручни соработници, како што е по законот, нели? Дури во училиштата предвидено е да има и дефектолози. Нели, со инклузивната настава и така натаму предвидено е дефектолози да има. Но нема, физички ги нема дефектолозите, логопедите и така натаму. Но она што мене ме загрижува, што не се пополнуваат таквите работни места. Можеби ако на време се добиваат согласности, ако тоа малце се даде назначение дека тие луѓе се повеќе од потребни во училиштата, може би и ќе се најдат, ќе се вработат такви луѓе. Ако веќе имате 4 стручни соработници, има место и за администрација да работат, и стручни работи за она за што се специализирани да работат со децата. Да. Добро, ајде малку во овој дел од емисијата да поразговараме малку општо за генерално за образованието, каде се наоѓа. Знаеме, господине Димовски, еден од основните проблеми на основното образование е што сите деца немаат учебници, нешто што ми се чини парадоксално, тоа го кажа и Комисијата за заштита на дискриминација, тие дури најави и тужба против државата за тоа прашање. Оној рок кој Министерството го даде за учебници некако цело време се пробива и последен пат беше ноември, ми се чини дека до ноември ќе има, повторно нема. Министерот неколку пати повторува дека тој не чувствува никаква одговорност, дека за тоа се други стручни служби кои тоа треба да го направат, дека тој не знае зошто тој како министер за образование би одговарал за тоа што нема учебници, и сега се наоѓаме во ситуација за која оние кои го следат образованието долго велат дека тоа во минатото не постоела таква ситуација, едноставно да нема учебници во основно образование. Па, тоа е стара болка со учебниците, трае можеби десетина и повеќе години, нели. Друго беше времето кога ние се школувавме и кога од просветно дел си купувавме комплети за прво, второ, трето до 9 одделение и така натаму. Друго беше кога се воведоа тие бесплатни учебници и така натаму. Учебници нема. Значи нема учебници, се отиде на варијанта според мислење на одредени министри и така натаму дека она што значи електронските учебници ќе помогнат многу, па не знам, Google ќе помогне, па ова ќе помогне и така натаму, се покажа тоа како поразително. Ако вие не седните да го прочитате, да ја прочитате лекцијата од учебник кој треба да го носите на училиште и кој треба да го вратите дома и да напишете домашна врз основа на тоа и така натаму, не може електрониката да го замени тоа. Мислам, министерот може би и во право што не чувствува овој одговорност за учебниците, затоа што министерот ќе чувствува одговорност ако добие средства за печатање на учебници. Министерството, ако не ги отпечати, тогаш да, треба да чувствува одговорност. Но ако не добие од буџетот средства за учебници, наменети за нови учебници, печатење и така натаму, или за авторски учебници, тогаш зошто би чувствувал, па да речеме и министерот. Добро, мислам дека тука таква е состојбата, дека не е проблем во средствата, проблем е во процедурите, барем како што објаснува министерот. Токму заради тоа, па и средствата ги кочат и процедурите. Доцна пристигаат, малце средства се за тоа. Ако земете во предвид дека кој автор денеска ќе ви напише учебник за некои ситни пари? Мислам, да го вложи својот труд во учебник за
пример, ајде да кажеме за 600 одделение и така натаму, да го вложи својот труд, да го напише тој учебник, да го среди, да го дотера и да го издаде и за тоа да добие авторски хонорар од некои 100.000 денари. За 100.000 денари кој од научните работници ќе ви напише овој учебник? Па за тоа се и такви учебниците, гледаме дека во нив се пролекува се што, да, но втората работа е што сега е прашањето, па што прават останатите стручни служби кои треба да ги прегледаат и одобрат учебници? Втората работа што сакав да истакнам е што она што го напомнав, политиката е навлезена во образованието многу. Значи учебникот еден автор ќе треба да го пишува според политичката состојба во Македонија. Каков е тој учебник? Историјата да ја пишува онака каква што да речеме ја протежираат одредени политички партии, да не сме Иво Андрич да го стави во учебникот, да кажеме, или Пауло Коелјо и така натаму, него да се сврти на историјата на Александар Македонски, Аминта III и така натаму. И голем дел од авторите викаат, па зашто би јас ја измислувал историјата, нека ја измислат историчарите, па јас ќе го направам учебникот. Да. Ова што ве праша во поглед на грешките кои потоа се појавуваат во тие учебници кои гледаме дека многу често се со слаб квалитет и тие што се напишани, тука сега е прашање зашто закажуваат па останатите стручни служби таму кои треба да ги прегледаат, рецензираат, да ги одобрат тие учебници, како поминуваат, како има јавноста впечаток дека тие учебници никој не ги чита или тие што ги читаат не ги разбираат? Има рецензенски комисии кои се формираат за тоа, кои исто така се слабо платени во државава. Значи, во тој поглед, Бирото за развој на образованието треба да биде една од најсилните институции во делот на образованието, затоа што таму поминуваат сите. Педагошката служба е таа која ќе ги издаде учебниците во Министерството, ќе ги рецензира и така. Но мислењето за еден учебник мора да го даде Бирото за образование. Во Бирото за образование веќе нема ни кадар. Веќе нема ни кадар во Бирото за образование. Почнувајќи причините се тука од малите плати, па до притисокот кој се прави врз нив и така натаму за одредени работи. И таму се сведува на некои 5-6 луѓе кои можат да работат. Има квалитетен кадар, ама тој квалитетен кадар си замина од Бирото. И предпоставам партиски вработувања. Апсолутно. Па имавте, ако се сеќавате пред можеби 7-8, ако не и повеќе години, се пишуваше доста дека во Бирото за образование вработен е шумарски инженер. Биро за образование на Македонија. Мислам, шумарски инженер. На шумарскиот инженер ќе ги пишува учебниците за шумарски факултет, затоа што ние пред повеќе од 15 години ги изгубивме средните училишта кои беа од дрводелската струка и така натаму, оние кои беа занимања. Така да влијаат многу и партиските вработувања, влијаат одлуките на самите основачи на училиштата, бидејќи е децентрализирано образованието. Јас многу одамна зборував и пак ќе повторам. Мислам дека е време, дури и поминато времето, образованието да се централизира. Словенија го врати образованието на централно ниво. Многу одамна. И затоа има такво образование. И затоа нашите деца сега да студираат во Словенија. Тука е и проблемот со наставниот кадар, значи со квалитетот на наставниот кадар, кој сега може да биде наставник, учител во основното и во средното образование, професор. Навистина се е тоа некако подложено на партиски вработувања, не на критериуми за квалитет и професионалност. Наставник може да биде секој оној кој да речеме макотрпно го поминал школувањето за наставник на одредени високошколски институции. Проблемот е што наставниците секој пат се плаша за своето работно место со секоја промена на власт во општините. Затоа викам дека образованието мора да се централизира.
се вработуваат на определено. Во моментов вие имате над 6000 наставници вработени на определено време. Утре дури ако се смени власта, тие 6000 ќе останат на улица, ќе дојдат други 6000. А тоа зошто се прави? За да можете да ги контролирате? За да може да гласат. Значи не им се издаваат Да имате со што да ги оцените потоа за глас. Апсолутно ги држат по 2 до 3, 5 години, некои има и до 12 години кои се на определено време и така натаму. Ги држат на тоа се додека дојдат следни избори, па следни избори, па следни избори и сето тоа е погубно за образованието. И за жал погубно за децата, бидејќи се рефлектира најмногу на нив. Апсолутно. Крајниот производ го добиваат тие. Ма каква мотивација ќе има наставникот ако е на определено време и ако знае дека после 31 август нема да биде продолжен договорот? Каква ќе биде неговата мотивација да работи стручно со децата? Единствена мотивација ќе му биде платата да оди на работа и да ја земе платата. Мислам, тоа е тоа. А и голем дел ние ќе се соочиме со недостаток на кадар многу брзо. И во моментов имаме недостаток на кадар, затоа во голем дел училишта работат несоодветни наставници со несоодветно образование. Голем дел од наставниците мои колеги, јас имам 4 до 5 колеги со кои јас работев, кои заминаа во странство. И то добри наставници. Но затоа викам, се додека политиката не ги тргне рацете од образованието и било која власт, не фаворизирам ни една ни типа, зборувам за друга, било која власт која е сега или ќе дојде и така натаму, ако не поведе постапка за да се централизира образованието, мислам дека ние ќе немаме и деца кои после некои 5-6 години кои ќе треба да ја пеат химната во училиштето. Да, добро, господин Димовски, за жал така е, еве да останеме ова, нека биде една порака за крај за освестување за политичарите. Па, може би е време да, како што училиштата водат сметка за превенцијата од врсничкото насилство, и како што нас не повикуваат други стручни соработници за да работат така превенција, мислам дека е време да политичарите повикаат на една таква акција кај невладиниот сектор да поработат на менување на менталитетот кај политичарите. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Со ова интервју со господинот Владо Димовски го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата на вниманието. Останете со нас, за бргу ќе ги видите и најновите вести.